Повеќе од половина од сите бегалци во светот се деца, а околу 100.000 од децата патувале без придружба или биле разделени од своите семејства. Вака изјави Маја Цветановска од Центарот за истражување, образование и развој Центар Ред Скопје на имплементација на проектот Бегалец сега, човек секогаш, кој има за цел подигнување на свеста на јавноста за бегалците, нивните права и потреби. Низа фотографии од бегалската криза поставени во центарот на градот имаат за цел на граѓаните да им покажат во какви услови живееле бегалците пред да мора да побегнат од својата татковина. Оваа инсталација што денеска и во наредните 4 дена ќе може да ја видите во Струмица е само дел од овој проект, чија што цел е да им даде информации на локалното население за тоа кои се бегалците и кои се причините заради кои што тие ги напуштаат своите домови и тргнуваат по тој тежок пат на бегалство. Во Македонија, за жал, сме имале повеќе ситуации на бегалски кризи, почнувајќи од 92 со бегалците од Босна, потоа 99 бегалците од Косово. Лани имавме исто така голем бегалски наплив со најмногу со бегалците од Сирија. УНХЦР е постојано присутна во земјата во сите овие ситуации, континуирано, да им пружи секаков вид на помош и заштита на бегалците, бидејќи тоа се навистина една ранлива категорија на граѓани на кои што им е потребна посебна помош. И особено бидејќи повеќе од половина од бегалците се деца, а 100.000 од нив се непридружувани деца, на кои што навистина им е потребна уште повеќе дополнителна заштита. Цветановска вели дека кај граѓаните понекогаш постои страф од големиот број бегалци, но сепак според неа само 5% од нив остануваат во Европа, а дури 95% се сместуваат во околните држави. Пред се луѓето кои што се бегалци и поминуваат низ нашата земја, тие немаат за цел да останат во Македонија. Тие само транзитираат низ Македонија и другите земји што се на нивната рута. Нивната цел се поразвиените западноевропски земји. Тука сепак би сакала да кажам дека 95% од сите бегалци од Сирија остануваат во околните земји, во Јордан, во Турција, во Либан. Само 5% се упатуваат кон Европа. Така да она што нас ни изгледа како огромна бројка, доколку се проверат статистиките во официјалните извештаи на УНХЦР, ќе се добијат овие информации дека само 5% од сите бегалци се упатуваат кон Европа. Проектот е на представништво на УНХЦР во Скопје, а го спроведуваат Центарот за човекови права и разрешување конфликти во соработка со Центарот за истражување, образование и развој Центар Ред од Скопје, а е финансиран од Европската Унија.